Лекарите треба да се ослободат од обврската за верификација на телефонските броеви на своите пациенти, смета председателот на Сдруженијето на приватни лекари од Куманово, доктор Фатмира Сани. За пациентите кои што немаат мобилни телефони, матичните лекари ја користат опцијата итност, појаснува доктора Сани. Околу верификација на телефоните, мобилни телефони кај матични доктори, се прави тоа дополнителна обврска. Наместо да се бавиме со пациентите, така се бавиме со верификација на телефоните. Ваков проект за мене не требаше да се донесе без да се прашат пациентите, граѓаните на Македонија, поради тоа што нема секој мобилен телефон. Има луѓе кои немат телефон, имат луѓе кои немат квалитетни телефони и со нив не можеме, како ќе ги пишем натаму терапии, упати, натаму. Исто така, при вакав начин на верификација на телефон може да го прават и самите граѓани, доколку имат смарт телефони, кои имат, или во Google, или сами да ни помагат. Овој проект требаше да го води некоја друга институција, за да нас да ослободи за ваква обврска. Немаме, губиме време, некој пат брзо се доаѓа кодот, некој пат чекаме 5 минути, 10 минути, а пациентот се задржува. Не секој пат пациентите носат телефон. Не секој пат, пошто ако имат еден телефон во дома, дали сега сопруг или сопруга, или таткото, или мајката, носи сега ние да чекаме да вртиме телефон сега на тој телефон, дали ќе го отвори или не и така. И доколку тоа за некои 15 минути не се даде кодот, се губи, он направо поново да се влезе. Што е добивка? Ја мислам дека целта беше да се верифицира бројот кога ќе ги пратиме нашите пациенти во секундарно и терцијално здравје, да му се поврати порака дека треба да идеш на тој ден на тоа. И доколку таму го откажува докторот својот термин поради X причини, да не оди. Сега, дали тој ќе го види тој телефон и дали ќе го почитува, не знам. Мислам дека ова пребрзана одлука и треба да не остане ова можно за итно, да му пишеме терапија или итно да ги пратиме упати уште некое време, да не го блокират и тој начин на праќање. Мислам дека да 2-3 месеци ќе постигнеме некој успех, околу 50 до 60% од пациентите да ги верифицираат своите мобилни телефони.